Ќе ја навиме господјата Гордана Блажевска-Спиридонова, надворешен соработник на Меѓеши, психолог во гимназијата Никола Карев. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам што одвоевте време ово утро, нели, да видите дел од нашата утринска и малку да позборуваме. Некако се обидуваме да се надоврзаме на се она што е актуелно, а за жал актуелни ни се убиството на Вања и сите тие ситуации, цела таа истрага, и тука секогаш од негативните работи се запрашуваме. За жал секогаш кога нешто негативно ќе се случи поврзано и со нашите деца, се прашуваме и се обидуваме да најдеме и одговори, но и веројатно апелираме за да се промени нешто во нашето општество, законите и така натаму, што се несува до насилството, еве конкретно, значи, за оваа тема за која што би сакал, нели, во оваа утринска тема да позборуваме со вас. Па тешко е да се зборува, нели, во овие моменти, но мозокот ни е на сосема друга страна, но дефинитивно вие сте секојдневно со децата и најдобро ги познавате и формите на насилство и што во денешницата ги мачи и како некако да ги посоветуваме и родителите, нели, и оние кои што се во домот на тие деца да се постават во овие тешки моменти првенствено, но и во нивниот живот, се разбира, за да ги избегнеме овие лоши ситуации. Малку подолг вовет, но сакам, нели, и за гледачите, но и за вас, нели, да ве наведам да добиеме одговори од оние кои што ни се навистина битни. Поздрав и до вас, поздрав секако до емисијата, до нашите гледачи. Публиката ни е широка и ние кога работиме, јас сум психолог кој работи во гимназија, нели, во средно училиште, работиме со младинци, со млади луѓе. Младите ни се најскапоцени во заедницата, во државата, особено сме заштитнички настроени кога се работи за младите. Сакаме да овозможиме најквалитетна грижа, нега и однос и да реагираме и превентивно и заштитно со најдобрите можни реакции за тие да ни бидат безбедни. И секогаш е тешко кога ќе се случат нешта во заедницата кои го прекинуваат, да речеме, овој тек на животот на младиот човек. Секако дека си ги поставуваме прашањето што е најпотребно во овие ситуации, што им е најпотребно на луѓето. Во меѓувреме, секако дека будно го следевме во јавноста информациите што се случуваше и како се случуваше. Јас работам со млади луѓе, работам со возрастни кои работат со млади луѓе. Веќе бев прашана и од млади луѓе и од возрастни, дури како дали е во ред, како да се чувствуваат, што да мислат, како да мислат. Си ги поставуваат прашањата што се случило, што се случува сега, зошто се случило ова, барајки, да речеме, образложенија, барајки причини, барајки логика во сето кога ќе се случат вакви работи. Јас би ги упатила луѓето, земајќи ја пред целата широка публика, да речеме, која што има можност да слуша и покажува интерес, да размислиме каде можеме да бидеме најпотребни, да размислиме каде можеме да помогнеме, каде можеме ние од нашата позиција, од онаа моќ која ние ја имаме, да помогнеме на најмладите, па дури и на возрастните околу себе, да вратиме едно чувство на нормализираност, на можност за продолжување на контекстот во кој што живееме, да сме свесни малку да се процесираме себе си со еден контекст со себе, како се чувствуваме, како реагираме на овие ситуации, какви мисли ни поминуваат. Повторно ќе кажам во однос на тоа да можеме да го нормализираме, дека е ова една нормална реакција и може да биде и многу непријатни, многу непријатни чувства и мисли на истите. Меѓутоа, како возрастна да бидеме свесни да правиме разлика меѓу чувствата, мислите, фантазијата и реалноста и нашето постапување во реалноста, кое што треба да биде одговорно. Тоа е клучното. Убаво кажавте, како возрастни лица, убаво да размислиме и да, нели, расудиме како реагираме и малку чувствата, нели, да ги стишаме, што викаме, заради тоа што можеби во одреден момент не сме свесни како реагираме на одредена информација и се разбира во вакви ситуации,
Од друга страна, тоа буди вознемиреност кај децата, нели? Така што мислам дека тука би бил добар апел од кон родителите, првенствено нели малку тие да се совземат и како да се постави на родител, што да превземе кон своето дете за да нели првенствено оној страв кој што го има од ситуацијава, нели, дали сум безбеден додека одам во училиште, на улица, во училиште и така натаму, како да се надмине. Малите, односно младите, децата, веројатно може некако да се изманипулира, нели, да се тргнат тие информации кои што се небитни за нив, да не се гледаат вестите, нели, да не се дискутира пред нив. Но што со тинеџерите, што со оние кои што нели се малку повозрасни? Децата и младите сакаат да знаат дека ние имаме контрола. Дека ние можеме да пружиме заштита, дека ние треба да знаеме што треба да се прави, како е најдобро да се направи. Бидејќи може да се почувствува дека се некако во некоја возрастна група која е загрозена, секако да разговараме, да размислуваме во насока да ги адресираме нивните чувства на вознемиреност и на загрозеност, да можеме да земеме одредени, да речеме, ориентири патокази, што ќе не раководат, да речеме, во комуникацијата со децата и со возрастата, да размислуваме во кои простори можеме да помогнеме и да придонесеме. Да речеме дека она што е сега исклучително потребно е да се врати чувството на безбедност и на сигурност кај младиот човек. Како може да се врати чувството на безбедност и на сигурност? Од една страна е преку, да речеме, контакт со себе и следење на себе си, препознавање на состојбите кои што му се случуваат, пак ќе кажам нормализирање на ова чувство, да сваќање дека е сосема нормално и да се чувствуваме лути, да се чувствуваме фрустрирани, вознемирени, да не ни е јасно зошто нешто и како се случува, да имаме потреба да бараме информации, меѓутоа и да правиме една разлика во однос на дека дополнителното испрашување, следење, фиксирање на овие содржини може да ни зголеми вознемиреноста, анксиозноста, да бидеме изложени на шпекулирање со информациите, да препознаме кои информации и извори се валидни, се соодветни, да видиме што сакаме да правиме со овие информации, каде да ги сместиме. Потоа може да се разговара со младите, да речеме, единствено нешто што е известно и што можеме да го предвидиме, тоа е промената. Дека промените и животот ќе се случи. Животот продолжува и утре, по денешниот и по наредниот ден. Ние не можеме да се затвориме дома и не можеме да бидеме дома. Треба да вложиме да бидеме дел од обкружувањето, да бидеме дел од заедницата, да размислуваме на начините како можеме да си ги живееме своите животи во заедницата. Може да разговараат со младите, да речеме, како да размислуваат безбедно, да ги препознаваат помалку или повеќе безбедните места, простори и ситуации во своето обкружување, да умеат да побараат помош, да умеат кој е првата, втората, третата работа која можам да го направам, стратегии кои можам да ги превземам, на каде можам да се движам, оние работи кои што можеме да ги предвидиме, како можеме за тие однапред да размислиме, например во еден вид на некоја ментална подготовка. Може да поразговараат со децата, може да гледаат филм, може да гледаат, да слушаат заедно песна, да поразговараат како им се ним чини целата оваа ситуација, што ги загрижува, а како може да размислат за некоја стратегија или некои чекори со кои може да си го зголемат чувството на безбедност, на предвидливост, начин на постапување, кому да се јават и како да постапуваат. Не можеме да ги предвидиме сите ситуации, меѓутоа е добро да размислиме што ќе ни го врати чувството на контрола во одредена ситуација, во сегашното обкружување во кое што живееме, или можност ако нешто ни го наруши тоа обкружување, како можам во такви ситуации да имам поголема контрола. Да, во тој контекст некако избегнуваме да разговараме за тие лоши ситуации, додека не се случат, па сето тоа после шок. Имаше многу убава изјава една господја во анкетите, каде што вели ние, наставниците и генерално сите ги подготвуваме децата, нели, за нивниот живот и секогаш им ги кажуваме работите да бидат добри и така натаму, но не ги подготвуваме за оние кои што се лоши луѓе и монструмите, нели? Секогаш заштитнички секогаш се насочуваме на, нели, фините работи, оние лошите ако се случат, па да иницираат, нели, разговор и дополнително со децата.
Мислам дека како возрастни е веројатно поадекватно, да, барат самите да се соочуваме со тешки теми, за кои можеме да се чувствуваме дека не сме компетентни во моментот за тие теми да разговараме. Јас би ги повикала на самодоверба во себе, возрастните. Секако имаат мислење за овие работи. Секако може да истражуваат во околината. Психологијата сега е многу достапна. Насоки, препораки, техники, да речеме, и когнитивни и бихевиорални техники на контролирање на стресот, на справување на справување со стресот, стратегии на релаксирање и работа со себе си во рамки на анксиозноста, каде што можеме да направиме разлика меѓу моите внатрешни реакции и моето надворешно постапување на кој начин можам да делувам. Ако ние како возрастни сме најодговорни, да речеме во рамки на семејството или во рамки на нашите работни простори, онаму каде што се среќаваме со децата и младите, сме поодговорни, повозрастни, поискусни од децата. Така да добро е да умееме да превземеме одговорност, да се решиме, да разговараме, да ги отвориме тешките теми, да понудиме когнитивни концепти, термини, поими, едноставно простор. Безбеден, бидејќи со нас тие може да бидат безбедни. Да разговараат, нека ние можеме да ги разгледуваме и лошите сценарија и можните позитивни сценарија како можеме да постапуваме. Пак ќе кажам нешто што ќе го намали емоционалниот шок на младиот човек во било која идна ситуација, да има чувство дека може да биде поподготвен со ситуациите со кои што се среќава. Така да добро е да ги отвараме тешките теми, добро е да превземеме одговорност, не е мала работа да се разговара со младите за овие работи. Добро е да при тоа да имаме еден став на контрола на сопственото однесување, сопствените зборови, прифаќање на чувствата, превземање на одговорност за постапките, за да можат како модел и младите луѓе да го земат и да видат како може да го шират ова во своите животи и полињата каде што тие живеат и делуваат. Да. Го стартувавме разговорот како во домот, нели, да се постават и родителите и нели што да се разговара, малку да им помогнеме на родителите. Ја сега би го насочи малку за во училиштето, улогата на психологот во училиштето. Не знам каква е ситуацијата кај вас во училиштето, но генерално ставот е дека недостасуваат психолози како вработени на бројката која што ја има секој училиште, за да може нели да се излезе во пресрет онаму каде што треба и да се следат нели сите ситуации и сите ученици. Каков е ставот ваш, односно каква ќе биде сега улогата и каква е улогата генерално на психолозите во училиштето? Дали може да речеме некој родител заедно со ученикот да се обрати нели за помош стручна и така натаму? Дали предлагате и дали во вашето училиште следниот период ќе има некаква дополнителна нели програма, разговор и така натаму, што се однесува до комуникација со децата во овој дел, нели, да им се помогне, да им се укаже и така натаму, па тука ќе го вметнеме после и насилството и околу таа, нели, тематика. Веќе пристапивме со одредени насоки и препораки пишани до предметните наставници, до класните раководители, препораки и насоки до родителите кои може да се споделат во однос на тоа како да се чувствуваат покомпетентни да разговараат со децата, да од можност да отворат простор на часовите, да речеме, доколку имаат потреба децата за оваа тема да поразговараат, начините како може да го водат разговорот, како да се чувствува слободен младиот човек да ги изрази загриженоста, стравовите и да се поразговара каде може и каде имаме ресурси во заедницата за да може да побараат помош дополнителна. Секако дека во последните години се особено повикувани и се сврти вниманието на одговорноста на психолозите и услугите кои психолозите може да ги пуштат во заедницата и центрите во заедницата, каде што може да се обезбедат овие услуги. Навистина недостига
поголема достапност и пристапност на граѓаните и треба државата и институциите да размислуваат за јакнење на она вложување во менталната хигиена и политиките кои ќе се грижат за менталното здравје на граѓаните, за да се подостапни, да речеме, услугите од рамките на психологијата на граѓаните, бидејќи е преубава дисциплина со многу со понуда на многу вештани информации како може сам човек да биде некој кој што може да си помогне на себе си и да се оснажнува и да се јакне себе си. Така да развиени се доста програми во последниве 3 години на работа на сите овие теми што вклучуваат, како што рековте, насилство, поддршка на децата, грижа за менталното здравје. Веќе размислуваме посериозно во насоки на јакнење на емоционалната писменост и емоционалната интелигенција кај младите, развивање на вредности како што е емпатичка комуникација, препознавање на давање на пружање на поддршка на останатите наместо вклучување во конфликти и одржување на конфликти, начини на справување на конфликти. Еве, за да работиме вложување во проширување на едни посоодветни вредносни пристапи кои вклучуваат и емпатија, и сочувствителност, љубезност, вклучуваат умење да дадеме поддршка на луѓето околу себе, било да се тоа младите или возрастните, наместо да ги негуваме други несоодветни облици на однесување на кои знаеме во тешки времиња да бидеме подложни и да ги развиваме. Еве, тука да ја користиме свесноста, како да ги користиме и црпиме ресурсите кои ги нуди, да речеме сега, интернетот, литературата, психоедукацијата, библиотерапијата и, да речеме, стручните лица кои се повеќе вложуваат и се организираат во овие насоки. Кога се случи настанот во мај во Белград, на кој исто така реагираше силно, интензивно јавноста, и во меѓувреме, значи, веќе повеќе се организира стручните лица и надвор и вон училиштата за поструктурирани начини на кои што може да се пружи помош на младите, на децата и на возрастните кои се во контакт со младите за начини на реагирање на потребите на младите. Можам да кажам дека откако се случи короната, се зголеми свесноста за вредноста и скапоценноста на младиот човек и придавање на соодветно внимание на начинот како ги раснеме и што пружаме како заедница и институциите во заедницата. Мислам дека и на полицијата активностите се зголемени, барањето на надлежните институции пред училиштето за услугите кои можеме да ги примиме. А што се однесува до она комуникација родител, психолог, наставник, ученик, дали има промена во тој поглед? Еве, во овој период после короната и после ситуацијава во Белград, дали се чувствува, нели, малку промена во таа комуникација? Некако се зборува дека, нели, родителите се помалку имаат време да разговараат со своите деца, се помалку се интересираат во училиштето, имаат време за да поразговараат со психолог, со наставник и така натаму. Каков е вашиот впечаток во тој поглед? Родителите се загрижени кога ќе се случи проблемот. Тогаш активно бараат помош. Мислам дека треба да се вложува во тоа да се учат родителите како да наоѓаат начини да издвојат време за своето дете, како да бидат квалитетни минутите кои ќе ги поминат во денот со своето дете и како да им се јакнат родителските капацитети и функции. И тука може да биде поголема улогата и поподржувачка на, да речеме, овие педагошко-психолошките служби. Сега веќе имаме и специјални едукатори, дефектолози во училиштата, каде што се зголемува начинот на позитивно влијание и насоки како да постапуваат. Ваква активност на ниво на цела Македонија се реализираше во мај, кога се случија тие немили и мощно непријатни настани и истите насоки сега вложивме напори да ги пренесеме. Активно се случуваат сега обуки во средните училишта за справување со врсничко насилство, кое е наменето за наставниците и стручните соработници, така да верувам дека има одговори во заедницата за подобро справување со ситуациите. Го спомнавме насилството, кои се вака од денешно време според вас најчестите форми на насилство и успевате ли некако да се справите? Кои да има... Се воочуваат ли, можат ли да се воочат на време, нели да се спречат навремено и да се влијае? Треба да работиме на
креирање на култура и на средина во која младите ќе се чувствуваат безбедни и да размислуваме проактивно на кој начин ние ова можеме да го правиме. Точно како видна поддршка можеме да пружиме на младите и во кои чекори можеме да ќе пружаме оваа поддршка на младите. Било да е во рамки на превенција, каде што на ниво на едно културолошко мнение и контекст децата да го препознаат, да не го нормализираат насилството, да не ја нормализираат неадекватниот и непријатниот насилнички однос, напротив да им дадеме поддршка когнитивно да разберат што е погрешно, когнитивно да разберат зошто е тоа погрешно, да не се подведат на домино ефектот бидејќи и другите така прават, да се спротивстават на ваквиот начин на размислување и да размислуваат како проактивно самите може да се грижат за себе си, да повлечат здрави граници, како проактивно да препознаат кога на некој друг му треба помош, да побараат ресурс во средината или самите да пружат помош со разговор, никако со насилство, со вештини на справување со конфликти, вештини на диалог, на водење на разговор и веќе е тука одговорноста на возрастите кои ќе реагираат во ситуациите кога децата ќе пројават некои форми на насилство. Агресивниот капацитет е дел од сечива човечка природа. Добро е да го препознаваме и да видиме како можеме да го префрлиме, трансферираме во нешто позитивно. Така да, секако вербалното насилство е присутно многу меѓу младите, социјалното и емоционалното насилство добро е да учиме да го препознаваат и возрастните и децата, да го именуваме, да го адресираме, да ги учиме како да го препознаваат. Било, мислам, и медиумите може да помогнат многу со поддршка, бидејќи многу ги следиме медиумите и да имаат една одговорност секогаш дел од програмите да име да се одржува овој тек и овие разговори со нови информации, нови стратегии и начини, да не биде секогаш еден дел од темите во животот и темите во начинот на размислувањето, за да не се зголемат опциите и изборите. Сајбер насилството на интернет е исклучително, да речеме, присутно, повторно, постојано да се зборува и да се зголемува свесноста и изборите. Тоа е, да најдеме време да зборуваме со децата, затоа што со тоа зборување и укажување верувам дека ќе се избориме со сите овие. Да, интензивно да се свесни за важноста за овој простор да го издвојат со децата. И не е страшно и да се побара помош кога треба, затоа реков колку сте на располагање и знам дека сте на располагање за сите оние кои што сакаат да се обратат и да се информираат и побараат помош. И кај вас и кај сите психолози генерално. Ви благодарам многу. Имам уште многу, рековте медиумите. Да, тука сме и ќе го продолжиме овој разговор. Верувам се со цел да ги информираме граѓаните, да влијаеме кај граѓаните, кај родителите, кај семејствата и на крај кај младите. Така е. Поздрав и на вас.